Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на За или Против. Вечерашното издание ќе биде едно заокружување, ако може да се каже, на ова недела, на сите теми кои што беа дискутирани од моите колеги и нивните соговорници во За или Против. И чинам дека можеби за прв пат ќе ги отвориме во ваков формат прашањата кои што се доста актуелни, а се поврзани со нашето така наречено живење на социјалните мрежи и сите злоупотреби кои што демнат токму таму. Ќе ги отвориме прашањата кои што се поврзани и за дигиталната писменост, дали знаеме и како ги користиме социјалните мрежи и колку за добро, меѓутоа и за лошо ги користиме мобилните телефони, таблетите, компјутерите и се што поврзува и се што представува едно средство за меѓусебна комуникација. Ви препорачувам да останете, да го слушнете оно што ќе го зборуваме со мојата соговорничка во следниот час, бидејќи овде ќе најдете многу корисни информации и за вас, и за вашите деца, внуци, меѓутоа и за сето она што значи секојдневно живење. Велам добра вечер, Зилина Пеоска Затуровски, инженер по мултимедија и анимација. Добре дојде. Добро ве најдов, Анастасија, ви благодарам на поканата. Мило ми е што сум тук. Да, мене ми е мило што имаме можност да разговараме вечерва, иако поводот за кој што одлучивме да разговараме, за жал е трагедијата која што се случи во Кочани и сето она што подразбираше како коментари, објави на социјалните мрежи, реакции на луѓето и злоупотребите кои што се случија како резултат на трагедијата. Токму затоа и насловот кој што го имаме вечерва е може ли социјалните мрежи да не излажат и да создадат хаос во општеството? И уште едното потпрашање, знаеме ли да ги користиме социјалните мрежи, корисно да ги користиме и дали знаеме да се заштитиме себе си, меѓутоа и најблиските. И зашто го говориме ова? Бидејќи, за жал, трагедијата во Кочани ја извади на површина сета корозија на општеството во Македонија, сите проблеми поврзани со корупција, сите проблеми поврзани со непочитување на законите, со наоѓање на така наречени дупки и полесни начини како да се прескокнат оние потребни скалила за да се стигне некаде. Меѓутоа на површина извади уште нешто, а тоа е, за жал, лажни вести, лажни податоци кои што се споделува, а беа поврзани со трагедијата во Кочани. Па токму затоа би сакала вечерашното гостување да го започнеме токму со тоа, бидејќи ние како новинари или не имаме многу голема одговорност да ги проверуваме податоците пред да ги објавиме во јавност, да внимаваме кој е изворот, да бидат точни, проверени и да не се користат шпекулации. Меѓутоа обичните граѓани ги немаат тежината на новинарството како професија на грб и можат многу лесно да сподела некоја информација која што може да предизвика паника, па и споделување на лажна реалност. Одно што можем да го кажеме дека колегите новинари покажа особена доблест и точно известување за трагедијата, меѓутоа не е обичниот граѓанин кој што за жал споделуваше многу лажни вести, особено со бројот на починати. Тоа е она што општо може да се забележи, меѓутоа што вие забележавте? Така, најпрво би сакала да изразам искрено сочувство до семејствата на загинатите и им посакувам на повредените што е можно побрзо оздравување и враќање дома. Точно така, значи трагедијата во Кочани извади многу лоши работи на површина, не само во општеството, туку и на социјалните мрежи, како што веќе кажавте. За жал се споделува многу сензационалистички видеа, токму така од страна на обичните граѓани, кои што социјалните мрежи претежно ги користат од забава на некој начин, па дури и трагедијата сакаат да ја искористат на тој начин за да соберат кликови и лајкови, а повозрастните граѓани кои што се присутни на социјалните мрежи, конкретно на социјалната мрежа Facebook, која што е најпопуларна помеѓу повозрастните, тие вести ги прима со доза сензационализам, паника и им создава немир, односно беа вознемирувачки. Во природата на луѓето е
природно е да сакаме да реагираме на таквите вести. Меѓутоа, во нашето општество ние често не се соочуваме со такви со вести од тој тип, да кажам, или објави од големи тој тип. трагедии. Да. Значи, тука немаме ниту таблоиди, како што веќе кажавте, доверливите медиуми на ниво известуваат за трагедијата со проверени точни информации. Меѓутоа, одредени страници на Facebook ги злоупотребува информациите кои што доаѓа од терен и спинува, создава дополнителен немир и паника. Тоа што граѓаните треба да го запомнат кога станува збор за дигиталната писменост е да ги проверуваат информациите, односно секоја информација која што ќе ја прочитаа на социјалните мрежи, а не доаѓа од доверлив, сериозен медиум, да ја земаат со доза скептицизам. Треба да сватиме дека интернетот не е див запад, во наводници, нели? Туку простор во кој мора да се однесуваме одговорно. Значи, сите тие поединци кои што ги ширеат тие дезинформации, лажни вести, на некој начин можеби собраа популарност, 5 минути популарност, ги собраа тие лајкови и кликови, но штетата која што ја направија на обичниот граѓанин, пред се кој што беше вознемирен од самата трагедија, па и на семејствата на починатите и на повредените е ненадомеслива. Еве еден апел за тоа што се уште постојат тие страни, можеби е време и да се изрегулираат на некаков начин, затоа што се почесто гледаме коментари од граѓаните дека доволно е со споделување на такви видеа, доволно е со споделување на такви информации, затоа што не можат ништо корисно да им донесат, туку само им создаваат немир. Уште една друга многу чувствителна работа беше тоа што после трагедијата одредени недоверливи медиуми, да ги наречеме портали, кои што не се дел од големи телевизиски куќи или големи новинарски куќи. И се извинувам што ќе ве прекинам, меѓутоа тој дел не е регулиран. Значи, додека телевизиите, националните телевизии се регулирани, тој дел во медиумскиот простор не е регулиран и не сносуваат некоја таква законска одговорност. Така. Да, значи, по некои такви портали кои што не се официјални медиуми, почнаа да се споделуваат информации со имиња на дел од починатите, како, нели, биле излезени за една или друга причина, па добиваат тие објави несоодветни коментари од страна на повозрастни граѓани и тука доаѓаат до израз колку всушност не внимаваме каков коментар ќе оставиме за некоја личност, без разлика дали е жива или почината и колку тоа може да има последици. Ова ме носи, ќе се присетам и точно мислам дека знам за што мислите точно конкретно. За жал, една од жртвите беше млада мајка, која што го изгуби животот во пожарот во дискотеката во Кочани. Па и насловот сензационалистички беше во таа насока дека оставила детенци и пошла да проживее, како што беа и коментарите подолу. Имаше низа коментари кои што ја осудуваа како можела да го остави детето, што барала таму. И кога еден ќе напише таков коментар, потоа веќе гледаме редица други како се редат. А вистината е дека тие интернет портали и оно што би сакала гледачите да обрнат внимание е секогаш проверена информација и она која што нема намера да остави траки, сензации и да собере лајкови и кликови на што го зборуваме, е дека секогаш по тој наслов, по тој текст ќе стои име и презиме на новинар, што значи дека тој новинар со име и презиме стои врз позади напишаното. Најчесто нема ниту име, ниту презиме, ниту импресум, под импресум подразбира кои луѓе работат во тој медиум, никакви информации нема и многу лесно може да се пласираат такви сензационалистички наслови и објави. Точно така, спомнавте импресум, токму тоа сакав да го потенцирам, дека граѓаните секогаш за да се уверат од каков медиум проверуваат вест, најважно е да го отворат импресумот. Во импресумот, ако медиумот има импресум, тогаш знаете дека се работи за доверлив, сериозен медиум. Меѓутоа, доколку нема импресум, може да бидете сигурни дека се работи за обична страница која што портал сака да презема и спинува вести, а не да известува. И точно така, проблемот кај тие коментари
беше тоа што доаѓа од многу повозрасни луѓе кои што сигурна сум дека не се свесни дека се што некогаш е напишано на интернет едноставно останува таму и е многу тешко потоа да се избрише, затоа што сите ги видоа тие коментари, колку беа невкусни и дефинитивно оставаат одредени последици врз тие кои што ги прочитале, меѓутоа и врз семејството на личноста за која што беа истите упатени. При тоа семејството кој што загубило дете, блиска особа, веќе има низа коментари кои што буквално беа многу лоши. Не сакам да искористам некој збор кој што е несоодветен, не сакам јас да влезам во таа насока, меѓутоа беа несоодветни, буквално навредливи и повредуваа. Така. Да, точно така. И тука настапува дигиталната писменост. Значи... Да, тоа ќе беше следно прашање. Да. Илина, ти држиш голем број на обуки поврзани со дигитална писменост и она што подразбира правилно користење на социјалните мрежи, на интернетот, на компјутерите, на телефоните, бидејќи тоа е нешто од кое што не можеме да избегаме. Едноставно е наше секојдневие, нема да одиме назад, ќе одиме напред и мора да се помириме со фактот и да ги искористиме најдобро што можеме. Го слушаме тој збор дигитална писменост, но чинам дека без разлика на возраста, дали станува збор за повозрасни граѓани или помлади граѓани, дали сме свесни за значењето од една страна, од друга страна дали сме свесни што имаме во рака кога ќе го земиме телефонот за да прочитаме нешто, колкава моќна алатка имаме, не само за да прочитаме, туку и за да споделиме нешто со останатиот свет. Така. Дигиталната писменост значи многу повеќе од тоа да се користи лаптоп, смартфон или таблет. Всушност, дигиталната писменост значи критичко размислување и начин на кој што ние ги процесираме и на каков начин ги консумираме и ги процесираме информациите кои што ги добиваме од страна на интернетот. Односно, дали знаеме да препознаеме лажни вести, дезинформации и обиди за измами. За да дојдеме до тој степен, да можеме да критички да размислуваме, дефинитивно треба да бидеме запознаени со тоа кои се опасностите од неправилна употреба на социјалните медиуми и како ние самите најпрво да се заштитиме. Затоа што социјалните мрежи, како што веќе спомнавме, можат да бидат алатка за манипулација и искористување на луѓето. Меѓутоа, исто така, може да бидат и многу корисна алатка за информирање и комуникација со најблиските. Но голем дел од луѓето не сваќаат колкава е одговорноста за со самото присуство на социјалните мрежи. Во време кога вестите се шират со огромна брзина, треба да бидеме внимателни и свесни дека со едно невнимателно споделување на некоја вест можеме да предизвикаме паника и немир кај останатите. И тука е тоа критичкото размислување кое што треба да ни биде секогаш на високо ниво, да бидеме свесни едноставно која е нашата улога во општеството. Дали ние придонесуваме за зголемување на дигиталната писменост или едноставно сме само нем учесник во дигиталната неписменост. Убаво го кажавте ова и ова ме носи на следното прашање, бидејќи колку повеќе сме свесни за одговорноста која ја имаме од самиот момент кога ќе креираме профил на било која социјална мрежа, па сето тоа кога ќе одлучиме да го земеме телефонот во рака и да објавиме нешто или да споделиме нешто, до тоа дека за жал, а тоа го потврди она што денеска беше објавено, а ќе го прочитам секако, во насока на тоа колку лесно можат да бидат злоупотребувани луѓето, групите, особено кога станува збор за вакви трагедии. И ова ме носи на она што го сподели на социјалната мрежа и сестрата и таткото на Фросина, која што го загуби својот живот во сообраќајна несреќа, каде што во суштина само покажа колку исто така системот не ни функционира, бидејќи еве денеска веќе имаме и обвинение, јавното обвинителство покрена обвинение и слично, меѓутоа се случија протести или собири, ако можеме така да кажеме, иницијативата која следен започна одредени собири, кои што започна на денот на погребот на Фросина. И се сеќам дека
на еден од собирите беше и таткото, и сестрата, и мајката, и навистина нивните ликови ден денес така кога се присеќам како од толкава болка излегува да дадат поддршка на таа иницијатива, затоа што во суштина она што искрено треба да биде да се промена некои работи за доброто на сите. Меѓутоа, сестрата на Фросина, Росица, објави на Facebook статус во кој што сериозно упатува сериозни критики кон иницијативата која е следен. Јас ќе прочитам само еден дел и би сакала од тука да одиме на следното прашање, тоа е за злоупотребата за жал и кога станува збор за вакви трагедии. Вели вака: сестрата на Фросина, Росица Кулакова, го пиша следново: на денот кога ја погребавме Фросина, додека ние бевме избезумени од болка и тага, се одржаа првите протести. Ние, незините најблиски, немавме поим што се случува во надворешниот свет. Болката не ги затвори очите и ушите. Тогаш од еден искрен, спонтан и народен крик на болка се појави нешто друго. Некој со болен ум, со туѓа трагедија, реши да си прави профит. Така во јавноста се појави иницијативата која е следен. Веќе на вторите протести се почувствува дека нешто не е во ред. Протестот веќе не беше на народот, имаше јасен организатор. Присуствував на еден состанок, продолжува сестрата на Фросина, и тој беше последен за мене, затоа што немав веќе сила. Таму, меѓу зборовите и молкот, јасно ми беше ставено до знање дека Фросина не е важна, нашата болка не е важна, важна е агендата, а жртвата е само инструмент. Не можам веќе да молчам, не можам да гледам како нашата трагедија, денес е трагедија на уште многу семејства со слична судбина на нашата, се користи, извртува и злоупотребува. Од едно семејство денес станавме стотици и сите сме ранливи, сите полесни за манипулација. Колку сме лесни како народ и како како македонци, меѓутоа генерално како луѓе, колку лесно може да подлегнеме на манипулација, особено кога станува збор за нашите емоции, во вакви ранливи моменти, кога буквално нема некој кој што не чувствува болка, тага, бес и гнев. Точно така, во вакви ранливи периоди е најлесно да се искористат чувствата на луѓето и да се направи одредена манипулација. Како што знаеме, преку слични онлайн групи и заедници е многу полесно да се делува и да се манипулира, посебно ако револтот е голем, како во случајот со трагедијата со Вокочани. Имаме револт без огромна тага и нормално е луѓето да сакаат и да бараат правда, значи тоа е очекувано. Меѓутоа, одредени поединци може тие чувства да ги искористат за сопствена лична агенда. Тука ќе отидам накратко на друга тема, значи вообичаено таквите заедници имаат сопствена агенда и ја користат за одредена радикализација на одредена група на луѓе. Меѓутоа, луѓето кои што се дел, кои што и веруваат на таа заедница, често пати не се свесни за нештото кое што им се случува. И тие луѓе што веруваат имаат, предпоставувам, искрени чувства. Тоа е нормално, како што сите ние нели го чувствуваме без гневот, меѓутоа таа радикализација се јавува врз основа на потребата на болката и потоа манипулацијата, ако може да се каже така. Да, точно така. Всушност жртвите кои што се радикализирани, бидејќи реално тие луѓе се жртви од страна на поединците кои што во позадина може би делуваат како да имаат искрени намери, меѓутоа имаат сопствена агенда, ја користат ситуацијата за сопствена лична корист. Затоа е многу важно пред да почнеме да се впуштаме во било какви иницијативи, да провериме од какви извори доаѓаат. Затоа многу е важно да бидеме скептични кон сензационалистички објави, посебно тие кои што предизвикуваат силни емоции. Затоа што вообичаено таквите групи ги користат емоциите за да можат да манипулираат со поголема маса на луѓе. Како да се заштитиме? Дали ако во настока на која ќе прочитаме одредена објава на некој портал, треба да провериме импресум, како да се заштитиме при ваквите злоупотреби или пак
одредени, ако може да се каже, групи кои што сакаат да радикализираат, бидејќи еве поминаа одредени денови, новинарите објавуваа, па имаше објави за тоа кој можеби стои за студентскиот пленум, па имаше одредени објави за ова иницијатива. Пак ќе кажам, новинарите проверуваат и многу внимаваат кога ги објавуваат овие информации. Што треба да ни биде, можеби, лекција или важен поидобен момент за како да се заштитиме? Дали тоа подразбира проверка? Апсолутно. Извинете. Да. Преоптоварени сме со информации. Да, и тоа е дополнителен проблем, Да. затоа што од сите страни сме бомбардирани буквално. Така, пливаме во море од информации. Информацијата е достапна на дланка. Ако порано информациите ги добивавме само преку ТВ екраните, сега информациите ги имаме насекаде. И многу е лесно граѓаните да се збунат која информација е точна, а која е неточна. И од таа причина, кога ќе прочитаат некој сензационалистички наслов или некое сензационалистичко барање или статус, граѓаните многу полесно потпаѓаат на тие наслови, затоа што им делуваат повистинито од тоа што навистина се. И од самиот порив да сакаат да направат добро за општеството, да се вклучат и да добијат таа долго барана правда, едноставно веруваат без да проверат. Меѓутоа, кога ќе ја направат таа проверка, и еве еден совет, секогаш да ја прават проверката на доверливи медиуми. Медиуми кои што се докажани, кои што се присутни во медиумскиот простор подолго време, докажани новинарски куќи, затоа што во нивна корист е тие да известуваат соодветно и правилно. Во случајот со трагедијата во Кочани, македонските медиуми беа навистина на ниво на задачата, дури и апелира до нивните колеги од странство, да. од регионот да не споделуваат сензационалистички објави, и јас морам да ви аплаудирам за тоа. Навистина, како граѓанин, тоа многу го ценам, затоа што верувам дека сите ние бевме длабоко засегнати од таа трагедија, и тоа што вие новинарите застанавте на вистинската страна и не споделувавте сензационалистички наслови, туку само информации кои што навистина беа од корист на граѓаните, придонесе колку толку да се нормализира ситуацијата која останатиот дел од општеството и да всушност и самите да почнат да проценуваат дека дел од тие страни и портали не им мислат добро на граѓаните на Македонија со тоа што ги објавуваат тие информации. Тука можеби се направи тој клик дека самите станаа свесни на кого да му веруваат, дека треба да ги проверуваат информациите, односно секогаш да бидат со доза на скептицизам кога ќе прочитаат некој сензационалистички наслов кој што има само за цел да му обезбеди некаква корист на некого. Треба да бидат граѓаните свесни дека вообичаено таквите наслови, колку повеќе реакции имате на тие објави, колку повеќе коментари оставате, колку повеќе кликови, дека некој од тоа прави пари. Тоа треба да бидат свесни граѓаните, дека овозможувате таа информација да се шири понатаму во интернет просторот, дури и не сакајќи со тоа што ќе остават еден можеби наивен коментар како можност за да го искажат своето мислење на таа тема. Дури ако напишат зошто ова го споделувате, тие сепак му даваат се поголема видливост на тој пост, на таа објава. Најдоброто нешто што може да го направат за да се заштитат и себе си и другите е воопшто да не реагираат, да не коментираат на таквите видови на објави. Со тоа се задушуваат и не добиваат поголема видливост. Да, убаво го кажавте, и мислам дека е еден добар начин да го заокружиме овој дел, тоа е дека ние одлучуваме на кого ќе дадеме видливост, и ние одлучуваме на кого ќе дадеме доверба, и дека довербата на вистина како во се во животот треба да се даде онаму каде што се точни информациите, односно нема лаги, ако може така да кажеме. Би сакала да отвориме уште една тема кога станува збор за безбедноста на луѓето во интернетот, во интернет просторот, ако може така да кажем, без разлика дали тука станува збор социјални мрежи, па и пораки кои ги добиваме на другите апликации, затоа ќе речем во интернет просторот. Сведоци бевме дека се случуваат измами на интернет, и тоа во различна форма. Некои беа во форма на тоа да се направи лажен профил,
и од тој профил да се испрати одредена порака со линк, па луѓето ќе ја кликнат на тој линк и автоматски ќе ми собере податоците, па ќе го хакира нивниот профил и тоа оди ланчано. Потоа имавме и други примери каде што беа направени лажни профили од вистински луѓе, од кои што исто така беа праќани пораки, се со цел исто така да се добијат одредена бенефит оние кои што го креирале тој профил, а имаше и такви кои што за жал успеваат да изнудат лични податоци, од кои што подоцна беа земани брзи кредити. Ние како телевизија, јас лично сум ги снимала луѓето на кои што им беа злоупотребени личните податоци за да се земат брзи кредити и заглавени беа со илјадници евра, кои што за жал многу тешко поминуваат низ тие лавиринти. Сега работите се малку подобрени кога станува збор за, односно порегулирани кога станува збор за брзите кредити, но останува тој проблем на злоупотреба на лични профили, злоупотреба на лични податоци и сето тоа се случува во интернет просторот. Како да се заштитиме? Така, значи, онлайн измамите се честа појава. За жал, тука се нема да се заменат за долго време. Ќе се случуваат и во иднина, ако не во истата форма, ќе најдат начин да се случуваат во друга форма. Меѓутоа, тоа што можат граѓаните да го направат за да се заштитат себе си е за да немаат обиди за хакирање на нивните профили, дури и ненамерно да кликнат на некој линк кој што им е испратен, е да имаат поставено двофакторска автентикација на својот профил. Што значи тоа двофакторска автентикација? Тоа значи дека покрај најавата со вашето корисничко име и пасворд на платформата на која што се најавувате, например да речеме социјалната мрежа Instagram или социјалната мрежа Facebook, да имате и дополнителна заштита, а тоа е при секоја најава да може да ви пристигне код кој што апликацијата го испраќа на вашиот телефонски број. Тој кој што го хакира профилот многу ретко има пристап до вашиот телефонски број, па во секој случај тој обид да ви го хакира профилот ќе биде залуден, бидејќи нема да може да ја помине двофакторската автентикација. Другиот начин на кој што може да се заштитиме е да бидеме свесни за онлайн измамите. Добро е што се повеќе се известува за онлайн измамите, како се случуваат и граѓаните стануваат се посвесни. Значи, да, имаме се уште граѓани кои што за жал се жртви на овие измами, меѓутоа голем дел веќе се свесни и не ги отвораат сомнителните линкови. Доколку ви пристигне порака од некој профил на личност која што ја познавате, дали се работи за ваша роднина, пријател, познаник, најдобро нешто што може да го направите е да ја исконтактирате личноста на нејзиниот профил кој што веќе го познавате и го следите и да ја прашате дали овој профил е ваш и дали вие учествувате во ваков надпревар или нешто слично за кое што зборува таа порака. За креаторите на социјалните мрежи, бидејќи имаме бизниси, дигитални креатори, една добра алатка која што ја нуди Мета, тоа е компанијата која што стои зад Facebook, Instagram и WhatsApp, е да си платите за верификација, односно да си добиете сина значка. Има штиклирано сино знакче кое што го гледаме на одредени профили, има и на Facebook и на Instagram. Така. И со тоа самиот профил или бизнис, бидејќи знаеме дека и многу бизниси беа жртви на вакви хакирани, профилите им беа хакирани едноставно, или им беа правени лажни профили за жал, со тоа тие добиваат заштита од такви измами, односно ако некој во иднина направи лажен профил со нивното име или податоци, истиот тој профил е веднаш избришан без тие да мора да преземаа мерки за пријавување на профилот. Еден апел до граѓаните, доколку ви пристапи некој со таков лажен профил, слободно можат да направат пријава преку копчето report на било која социјална мрежа и обично претходно беше многу тешко, тие реакции од страна на социјалните мрежи беа задоцнети, меѓутоа во последно време, бидејќи има многу такви измами, не само во Македонија, туку низ целиот свет, многу брзо реагираат и веднаш ги отстрануваат тие профили, доколку се сомневате дека профилот кој што ви пристапил го везел вашиот идентитет или идентитетот на некој кој што вие го познавате. Да, ќе направиме тука една кратка пауза и во вториот дел ќе им најавам на гледачите чисто како
информација за што ќе зборуваме за безбедноста на нашите деца, внуци, на младите на социјалните мрежи, кои опасности ги демнат, дали знаеме кој речник го користат и дали тој речник кој што мислиме дека можеби нешто значи, можеби значи нешто сосема друго, меѓутоа тоа ќе оди во вториот дел. Кратка пауза и се враќаме назад во студиото. Да, се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи. Продолжува разговорот со Илина Пеоска за Туровски, која што е инженер инженер, меѓутоа поточно беше за мултимедија, меѓутоа она за што ние зборуваме денеска е сето она што подразбира живот на социјалните мрежи, бидејќи Илина спроведува многу одговорно, многу посветено обуки за особено целна група се родителите и затоа се вториот дел го посветуваме токму на важноста која што имаме и како родители, и како баби, дедовци, тетки, чичковци и примерот кој што го даваме на помладите за однесувањето наше на социјалните мрежи, колку време поминуваме на социјалните мрежи и како да ја подобриме нашата писменост дигитална, бидејќи тоа е нешто на кое што треба постојано да се вложува, бидејќи е и место каде што постојано има одредени измени, таа едукација треба да трае во текот на нашиот живот. И токму затоа првото прашање во вториот дел ќе ми биде колку возрастните се едуцирани за предизвиците во интернет просторот, а колку децата, и колку едукацијата на возрастните е важна за да може да ја пренесат на помладите генерации. Така, возрастните почесто имаат помалку развиени дигитални вештини во споредба со децата. И тоа е еден парадокс, би рекла, со кој што се соочуваме, затоа што младите, конкретно тинејџерите, во денешницата во која што живееме, тие растеле во дигиталната ера, обкружени се со дигиталниот свет. Едноставно, нивната изложеност на технологија започнува од најрана возраст. Но тоа не значи дека тие имаат соодветно критичко размислување кога станува збор за користењето на технологијата и конкретно на социјалните мрежи. Тие можат да се движат природно интуитивно низ онлайн просторот, меѓутоа исто така можат да подлегнат и на голем дел од опасностите кои што демнат на интернет просторот, токму поради тоа што им недостига критичко размислување за одредени работи. Од друга страна, родителите, посебно и наставниците, имаат помало разбирање врз основа на тоа што значи дигиталниот свет, со какви предизвици децата може би се соочуваат и како правилно да ги насочат, односно да ги заштитат од сите опасности кои што таму се наоѓаат. Тие имаат разбирање за сајбер насилство или врсничко насилство кое што се прелева во сајбер насилство, меѓутоа не можат често пати да разберат како функционираат алгоритмите кои што ги користат социјалните мрежи и дека алгоритмите на социјалните мрежи не се создадени со децата на ум. И тоа е нешто кое што ние треба допрва да го разбереме, да бидеме свесни за тоа. Сакала тука само да објасниме. Алгоритмот подразбира дека нас ќе ни биде презентирано видео, објава, било каква форма на присуство на социјалните мрежи, во зависност од тоа колкава интеракција има со истото. Односно, оно што добива повеќе, како што кажавте, лајкови коментари, ќе ни биде почесто презентирано за разлика од останатите. Точно ли се изразив? Така. И врз основа на интересите на личноста, чишто профил го користи. Тоа подразбира дека буквално социјалните мрежи го мерат секундите, па и стотинките, колку време остануваме на одредена објава поврзана со ролетни за прозорци, пример. Така. Чевли, ранци, буквално го мерат тоа и автоматски некогаш и самите се запрашуваме, зборував за дека ми се потребни ролетни за домот, а во суштина можеби сме застанале неколку секунди повеќе на такво нешто или сме го побарале на пребарувачот Google и автоматски тоа почнува и да ни излегува како препорачано.
Точно така, Како некој буквално да не гледа и слуша што размислува. Така, таков е впечатокот вообичаено кај сите и тоа создава паника кај дел од луѓето, меѓутоа кога ќе размислите, вие сте и дале дозвола на апликацијата да ги следи вашите пребарувања во останатите апликации на вашиот телефон. Тоа може многу лесно да го следите во сетинзите на вашиот смартфон и потоа нема да ви излегуваат реклами врз основа на тоа што сте го зборувале или сте го помислиле во повеќето случаи. Меѓутоа да, ова добро го срочивте, алгоритмите функционираат на тој начин и не се создадени со децата на ум. Затоа местото на децата не е на социјалните мрежи. Значи, децата не треба да имаат пристап до социјалните мрежи до одредена возраст, барем до 16 годишна возраст. Ако сите знаеме дека минималната возраст за присуство на социјални мрежи до одредено време беше 13 години, меѓутоа веќе има се поголеми апели во низ целиот свет таа возраст да биде покачена до 16 годишна возраст, а децата да не користат смартфони барем до 15 годишна возраст. Еден од најголемите проблеми е тука и што возрастните потешко препознаваат измами и лажни вести, како што веќе дискутиравме, додека младите можат побрзо да сфатат дека некој оглас за работа, да кажеме, е предобар, односно звучи предобро отколку што на вистина е, или понуда, и можат тие не се често жртви на вакви трикови. Тоа се случува, како што кажавме, затоа што немаат навика да проверуваат извори возрастните, меѓутоа кај децата имаме друг проблем. Тие можат да бидат жртви на друг вид на измами. Токму поради недостатокот на тоа критичко размислување и дигитална писменост, лесно можат да бидат жртви на сајбер насилство, можат да во тој кревок период, нели тинејџерите се во најкревкиот, таа возраст е најкревка, сите бараат потврда, прифаќање, ако порано пред дигиталната ера, пред социјалните медиуми, сите сакавме да бидеме дел од најпопуларното друштво во школото, сега сите сакаат да бидат прифатени и да добиваат убави коментари на социјалните мрежи. Тоа зборуваме кај децата. Родителите треба да разберат дека алгоритмите функционираат на тој начин што ако детето гледа одредени интереси или му излегуваат одредени реклами, се повеќе и повеќе алгоритмот ќе му ги форсира тие работи кои што ги гледа. Дали тоа се работи за може да им форсираат порнографски содржини, насилство и други работи кои што можат да предизвикаат психолошки ефекти од континуираната изложеност на социјални медиуми. Ова ме носи на следното прашање, тоа е, имајќи предвид дека за жал се користат социјалните мрежи од многу помала возраст, и ова ме носи на едно сеќавање кое што ги имам во мојата глава од една случка на која што сведочев, а тоа беа двајца млади родители кои што беа во парк, шетаа со детенце кој што чинам имаше некаде 3 до 4 години, таткото го држеше во рака, главата на детето беше тука и гледаше позади кон мајката, а мајката одеше со телефонот вака и буквално му покажуваше цртан, гледаше цртан. И тоа беше една многу тажна слика од една страна, бидејќи буквално наместо да бидат присутни во моментот, му дава на детето да гледа цртан, кој што прашање, и тоа ќе зборуваме дали има адекватна содржина за децата. Но ова исто така ме носи на уште една работа, тоа е дека нема родител кој што не му го дал телефонот на своето дете, не знаејќи или знаејќи од штетностите и опасностите. Јас сум родител и вие сте родител и сигурно нашите деца имале можност да го имаат телефонот во рака и да гледаат содржина во рака. Меѓутоа, кога и како да се заштитат децата и кога да се постави и како да се постави таа линија, бидејќи многу е важно и ние како родители, и бабите, и дедовците, затоа се обраќам кон сите чинители во едно семејство, зошто е важно да ги знаат опасностите и штетите од прераното давање на овие уреди во рацете на децата. Така. Во денешно секојдневие, како што кажавте, сите имаме смартфони,
Проблемот настанува кога смартфонот го користиме како еден вид дигитална дадилка. А тоа е за, нели, ако сакаме да завршиме некоја работа по дома или ако сакаме детето да ни биде мирно додека пазариме, најлесното нешто кон кое што родителите прибегнуваат е да му го дадат смартфонот во раце и да можат на рат или на мир да ги завршат обврските. Зошто е тоа погрешно? Погрешно е од неколку причини. Најпрво затоа што на детето му ја одземаме можноста да ужива во искуството кога сме во надворешниот свет. Потоа му го одземаме правото на слободна игра, бидејќи доколку му го дадеме смартфонот само му овозможува слепо да зјапа во него и во содржините кои што му се презентирани, наместо да биде дете и да има слободна игра. За опасностите кои што демнат, ако на дете му дадете смартфон, вообичаено родителите пуштаат YouTube на смартфон. YouTube може би бил безболен, доколку беше истиот YouTube од пред неколку години, кога не бевме толку преоптоварени и бомбардирани со реклами. А тие реклами, повторно ќе се вратиме на тоа дека се дизајнирани според алгоритмот на платформата да бидат соодветни за возрастните. Иако вие може би сте му пуштиле на детето содржина за деца, нешто наивно, меѓутоа рекламата која што доаѓа после тој цртан или тие кратки видеа нема да бидат соодветни за детето. И така, не сакајки, несвесно го изложуваме детето на несоодветни содржини, кои што можат да содржат било што. Мојот апел, значи, ја покренав иницијативата Детство без смартфони, токму од овие причини. После инцидентите кои што се случија со социјалната мрежа TikTok, за жал во Македонија пред неколку месеци, моето барање е смартфоните да бидат целосно исклучени од училиштата и мојата цел е да ги едуцирам родителите, да им покажам дека има начини како можат да ги запознаат децата со технологијата постепено, чекор по чекор, без да одат во една или во друга крајност. Значи, не зборуваме за целосно оттргнување од технологијата, ниту пак за да му дадеме на детето целосна слобода во врска со технологијата. Туку постепено да го запознаваат детето. Што значи тоа? Треба да имаме временски интервали во кои што детето може да гледа одредени содржини. Те молам, Илина, само едно да дефинираме, оно што првично би сакала да го дефинираме. До колку години според оние сите истражувања и резултати не треба да се даваат телефоните во рака? Од 0 до 2 години на децата воопшто не им се потребни никакви уреди. И стимулации во облик на одредени игри, цртани, одредени содржини кои што се престимулирачки, преколоритни, прединамични. Со висока стимулација. Значи, од 0 до 2 години на децата не им се потребни никакви уреди. Значи, ни телевизор, ни смартфон, ни таблет, ни компјутер. Од 2 до 3 годишна возраст, во ред е постепено да ги запознавате децата со визуелни содржини, меѓутоа само 5 до 10 минути дневно, содржини кои што се едукативни и се на мајчин јазик, конкретно во нашиот случај на македонски јазик, и тоа да биде најдобро на телевизор. Смартфонот да не доаѓа, детето да нема контакт со смартфон најдобро до тинејџерските години, како што спомнав претходно, ниту да гледа било какви содржини. Од 3 до 5 годишна возраст, тука веќе имаме деца кои што се вербални, можат да го задржат фокусот и можат да преминете на содржини кои што се долгометражни. Значи, долгометражни цртани филмови може да бидат и на јазик различен од мајчиниот, но тоа може и да го искористите како квалитетно време заедно поминато со вашето дете, да си организирате филмска вечер еднаш или 2 пати неделно, временскиот интервал да се движи од 30 до 60 минути дневно, додека за помалите дечиња кои што се од 2 до 3 годишна возраст, временскиот интервал на изложеност да биде од 10 до 20 минути дневно. Имаме навистина квалитетни содржини кои што можат... Тоа ми беше прашање, дали може да се најдат квалитетни, бидејќи уште кога го споменавте YouTube, пак ќе кажем, нема родител кој што не пуштил нешто такво, кој што не се обидел на ваков начин да го анимира детето, меѓутоа она што јас го имам лично приметено на страна сите тие реклами кои што се презентираат, нели, не се адекватни за детската возраст, е што можете на детето да му пуштите нешто
интересно, најбезболно, нешто што е адекватно за неговата возраст, меѓутоа алгоритмот е таков да ако не обрнувате внимание што клика следно, го носи на содржини каде што се неадекватни. Значи гледаат, ќе се изразам најгрубо, ако може да кажам, гледаат зомбиња, гледаат крв, гледаат одредени страшила, плашила, а сме почнале од најадекватна содржина. А ги носи алгоритмот на нешто такво, тоа исто така не знам како се случува, тоа е пред се ваша област, меѓутоа да го трнеме тоа на страна, има ли адекватно и каква е таа адекватна содржина која што е добра да се гледа? Дали е само поучна или пак има уште да бараат само нешто што е едукативно или да бараат и некои други содржини? Така, значи имаме содржини кои што се соодветни според возраста на детето. Од 2 до 3 годишна возраст имаме одлични цртани филмови на македонски јазик кои што се синхронизирани на македонски јазик. Љубопитниот Џорџ е еден од таквите цртани филмови. Старите цртани филмови како Радувањата на Радован, сигурна сум дека повозрастните гледачи го знаат. Може ли да се најдат на YouTube? Да, ги има на YouTube, меѓутоа за да ги заштитите децата од тие реклами, најдобро е да ја користите апликацијата YouTube Kids или ако веќе најчесто гледате цртани филмови на обичниот YouTube, на обичната YouTube платформа, најдобро е да имате премиум за да се избегнат сите тие реклами. Тоа се тие маркетиншки трикови за жал кои што платформата ги воведе во последните 2 години за да има возможност, нормално мора да заработуваат од нешто и всушност премиум пакетот кој што го нудат би има возможност на родителите да можат без грижи да ги гледаат тие содржини кои што се соодветни за децата, затоа што нема да бидат изложени на реклами и ќе си бидат дел од соодветна плейлиста во која што ќе си ги имаат поставено епизодите кои што сакаат да ги гледа нивното дете. Што се однесува на цртани филмови на англиски јазик, меѓутоа со ниска стимулација. Што значи ниска стимулација? Само на кратко би сакала да објаснам. Тоа значи дека се содржини кои што се дизајнирани со употреба на нежни бои, нежни тонови, нежна музика, содржини кои што не предизвикуваат немир кај децата, односно немаат кратки рамки и не се движат брзо. Значи, приказната тече бавно, убаво и создава убаво чувство кај било кој што ја гледа таа содржина, во споредба со некои кои што се многу динамични, како Кокомелон, кој што веруваме многу популарен кај родителите, меѓутоа е еден од најлошите, ако не и најлошиот вид на содржина кој што би можеле да му го дадете на вашето дете. Зошто е тоа така? Вака делува многу сладко, примамливо, интересни звуци, бои, тоа изгледа се многу лесно да го избереш помеѓу сета таа палета на цртани и понуди на YouTube. Така, ако направиме споредба помеѓу Кокомелон и Trash Truck, цртан филм кој што го следи детенцето, на чие што најдобар другар му е камионот за ѓубре, може да веднаш да забележиме разлика најпрво во графиката која што се користи. Значи во Trash Truck графиката е со нежни бои, нежни тонови, нема гласна музика, нема повторувачки ритмови и песни, додека во Кокомелон го имаме токму спротивното. И ако пуштите една епизода од Кокомелон, ќе видите дека вашето дете многу лесно станува зависно од тоа што го гледа на екранот и станува фрустрирано, иритирано, доколку му го исклучите прерано. А во другиот случај, кога зборуваме за содржини кои што се со ниска стимулација, Кокомелон е содржина со висока стимулација, како Trash Truck, Bluey или Мечето Падингтон, кој што го имаме исто синхронизирано на македонски јазик, приказната е нежна, тивка, немаме повторувачки песни и на детето му е доволно само една епизода и самото ќе покаже интересот кој што го покажува за следна епизода ќе биде намален. Значи доволно му е да изгледа една епизода затоа што се работи за содржина со ниска стимулација. И дури ако и вие му кажете после една епизода дека повеќе нема да гледа цртани, реакцијата нема да биде иста како ако е изложено постојано на високо стимулирачки содржини или несоодветни содржини како од
типот на YouTube канали од шоуто на Влади Ники, Дијана и Рома. Верувам дека многу родители ги гледаат затоа што им изгледаат наивно, меѓутоа всушност тие се содржини од кои што децата не можат ништо да научат и добиваат впечаток дека може родителите да им овозможат се само со едно пукање со прстите, нели, како што ги гледаме родителите во тие шоуа, дека го прават. Да, ова многу добро го срочи и мислам дека многу добро ни го објасни на начин на кој што лесно можеме да сватиме и зошто се нервозни децата кога ќе им се исклучи одредена содржина, нали, Кокомелон, и зошто реагираат така како што реагираат. Благодарам многу за овие информации. Знам дека се многу корисни и треба почесто да се зборува за ваквите работи. Меѓутоа уште еден момент на кој што сакам да обрнеме внимание е дека деновиве беше доста актуелна една серија, Адолесценција се вика, која што во суштина обработува на еден многу специфичен начин повеќе аспекти од животот на еден тинеџер и тука земаат улога и социјалните мрежи и меѓуврсничкото насилство, улогата на родителите во животот на децата. Зошто, ако може, една ваша оценка и што е важно да споделиме и зошто е важна оваа серија која што е доста популарна, британска серија, која што се вика Адолесценција и која што навистина е многу се зборуваше изминативе неколку дена, па и изминатиот период токму за неа. Така, Адолесценција или Adolescence на англиски, како што е оригиналното име, е навистина една потресна серија, би рекла, посебно кај сите родители кои што ја гледаат, родители на деца во школска, предшколска возраст, посебно кај родителите на тинеџери. Таму се зборува токму за таа радикализација која што ја спомнавме претходно. Главниот лик е жртва на радикализација, односно ни самиот не е свесен дека станал жртва на радикализација, дури подоцна во потекот на серијата и важно е начинот на кој што е прикажано влијанието на интернет заедниците врз тинеџерите. Социјалните мрежи не се само простор за комуникација, значи тие можат да бидат простор каде што младите деца, посебно тинеџерите, бараат потврда да се почувствуваат дека припаѓаат на некоја заедница, на некоја група и таму всушност тие го бараат нивниот идентитет. За алгоритмите веќе спомнавме, алгоритмите им ги водат постојано кон содржини кои што предизвикуваат силни емоции, било тоа да е бес, лутина, возбуда или чувство на неприпаѓање и неадекватност. Исто така серијата прикажува колку сајбер малтретирањето од страна на врсниците и притисокот кој што децата го добиваат од врсниците може да влијае врз нивното ментално здравје. Во дигиталниот свет, онлайн коментарите, лајковите и споделувањата станаа мерило за вредност, што може дополнително да влијае врз тоа како децата се перцепираат себе си. Најсилната порака во серијата според мене е улогата на родителите. Без да споделувам многу, не сакам да им го расипам гледањето ако некој не ја гледал. Да, меѓутоа пораката е важноста за какава е нашата одговорност и како родители, меѓутоа и јас тука бидејќи не гледаат и родители, меѓутоа и други членови од семејството, нели? Какава е важноста на возрастниот член од семејството, повозрастниот во целата приказна на еден млад човек? Улогата на родителот е најважна, затоа што родителот мора да биде активен учесник во тоа што детето прави кога поминува време на својот смартфон конкретно. Едно едноставно правило кое што сите родители мора да го имаат е да имаат поставено соодветни дигитални рутини за сите во семејството, значи не само за децата. Најдобро што може да направат е да го одложат давањето на смартфон до 16 годишна возраст заедно со присуството на социјалните медиуми, односно да го подготват детето соодветно за светот кој што го чека во дигиталниот свет, за сите опасности. Не само да контролираат што децата прават и
едноставно да ги следат нивните чекори преку апликации за родителска контрола, туку да бидат активен учесник, да го разберат детето, да ги разберат неговите интереси, да разговараат, едноставно да имаат меѓусебна доверба. Доколку имаат родителите и децата меѓусебна доверба, тогаш е многу полесно детето да се отвори. Ако детето чувствува безбеден простор, да може да сподели со родителот низ што поминува, со што се соочува. Важно е да сватат и децата и родителите дека технологијата е една моќна алатка, но треба да знаеме правилно да ја користиме. Зборував, Милина, за многу совети, многу се што кажа беше во форма на совети, на посочување на предизвиците, проблемите и заштитата, ако може да се каже. На самиот крај сме на емисијата, ако може да сублимираме, кој би бил советот, дали може така да се наречат 3 совети, може би, или ако имаш повеќе, 3 кратки совети кои што би им ги дала на гледачите? Така, најпрво, бидете скептични, секогаш проверувајте ги информациите, користете доверливи извори и не верувајте на дезинформации. Односно, проверувајте ги информациите кои што ги добивате. За родителите, поставете здрави дигитални рутини заедно со вашите деца и да важат за целото семејство. Советувам да имаат една дигитална станица каде што ќе ги оставаат телефоните во одреден период од денот, ќе поминуваат време заедно без екрани и да имаат барем еден ден во неделата кој што ќе си го посветат само на себе и нема да ги користат телефоните за ништо друго освен за комуникација. И третото е всушност совет од Габор Мате, познатиот психолог. Држете се до своите деца. Колку повеќе време поминуваме со децата, толку повеќе увид ќе имаме во нивниот свет и толку повеќе ќе може да ги заштитиме, а со тоа и да го одложиме давањето на смартфон, посебно на тинејџерите, што е можно подолго, да ги оставиме децата да бидат деца. Илина, благодарам за вечерашното гостување и во име на, ако можам да кажам, на јавноста, благодарам за почетокот на иницијативата Детство без смартфони. Се надеваме дека ќе го заземе текот во правилна настока и дека ќе донесе позитивни промени. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Знам дека добивте многу корисни информации и затоа секогаш верувајте им на оние изворени информации кои што знаете дека се проверени и точни. А таква е секогаш Алфа телевизија. Затоа останете на нашата фреквенција и имајте добар викенд.